Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Здраво, драги слушатели! Денес ја започнувам ова кратка порака со следново прашање до вас. И покрај фактот дека не знам дали сте љубители на трчањето, чија трка трчате? Вашата или нечија друга? Секој од нас има своја трка што ја трча, нели? Или несвесно трчаме нечија друга трка? Врз чии параметри ја градиме и оценуваме нашата благосостојба? Во Божиот збор, во посланието Евреите 12 глава, стои: ние треба да го отфрлиме сето бреме што не задржува на патот, а особено гревот, што толку лесно може да не заведе. Истрајно треба да ја трчаме трката која Бог ни ја определил. Во прва книга Самуил 18 глава пишува за тоа како се појави омразата на Саул кон Давид и покрај фактот што Давид, иако беше многу млад, го уби джинот. Во сите своји походи, каде да го праќаше Саул, Давид постапуваше разумно и Саул го постави на чело на своите војни. Тој му замилија на сиот народ, па и на Сауловите дворјанци. При нивното враќање, кога Давид се враќаше откако го уби филистеецот, жените од сите израелеви градови му излегоа во пресред на царот Саул, воскликнувајќи весело, пејќи, играјќи при звуци на тапани и гусли. Жените пеја играјќи: Саул погуби 1000, Давид 10.000. Саул се расрди многу. Не му беше мила таа песна. Затоа и рече: на Давид му дадоа 10.000, а мене само 1000. Уште му треба само царството. И од тој ден Саул го гледаше Давид со омраза. Што се случи со Саул? Стана завидлив и љубоморен. Саул од почетокот на своето владење беше повикан и отпран од Бога за тоа, и фокусот му беше во извршувањето на волјата на Севишниот. Но од тој момент тој фокус се пренасочи кон Давид. Зошто? Затоа што се појави состојбата на споредување. Зошто луѓето не го прославуваа него, туку Давид? Споредувањето ја промени неговата позиција, неговата трка и внимание. Наместо да се фокусира на својата трка, се фокусира на животот на Давид. Во што, или поточно кажано, во кого се вперени нашите очи, нашето внимание? Дали сме свесни колку се споредуваме со другите? Со нивниот изглед, нивните постигнувања, нивниот општествен статус, кариерата, состојбата на финансиите, семејството и што уште не. Прашањето за денес за тебе. За ти што слушаш? Со кого се надпреваруваш? Со кого се споредуваш? На кого си го фокусирал погледот? Oh, sing unto
new song. Sing unto the Lord, all the earth. Sing unto the Lord, bless His name. Shew forth His salvation from day to day. Oh, sing unto the Lord a new song. Declare His glory among the heathen, His wonders among all people. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Чија трка трчаме? Нашата или нечија друга? Врз основа на чие темпо ја трчаме нашата трка? Врз основа на нашето темпо или ја трчаме врз основа на темпото на друг? И пред се, дали знаеме која е нашата цел? Што е она што ние треба да го правиме во животот? Која е нашата мисија? Што ставил небесниот татко во нас? Играта на споредба со другите е опасна игра. Слободно можам да кажам, споредувањето е една од најопасните игри во животот. Еве една метафора кога се споредуваме со другите. Кога трчаме на лента за трчање, ние ги трчаме километрите, но сепак остануваме на истото место. Секогаш кога се споредуваме со други луѓе, ние трошиме толку многу емоционална и психичка енергија за да истрчаме трката на тој, некој друг, што нам не ни останува енергија за да ја трчаме нашата трка. Вложуваме толкав напор за да бидеме некој што воопшто не треба да бидеме. Исто како на лентата за трчање, и покрај толку трчање, ние сме на правичната позиција. Имаме навика да гледаме во другите луѓе да се споредуваме во која било област. И на тој начин носиме оценка дали сме успешни или не. Дали сме убави или не, дали имаме повеќе или помалку, дали сме професионалци или аматери. Споредувањето е број еден уништувач на човечките судбини. Споредувањето е една од најчесто потребуваните тактики на ѓаволот за дефокусирање на човекот од својата животна трка. Тој секогаш не насочува кон размислување за тоа какви сме и докаде сме во однос на другите. Истото го направи тој со тоа што сакаше да се воздигне на престолот на небесниот татко. Истата желба ја проектира и на нас, да се споредуваме едни со други за да немаме време да гледаме во својата патека. Зошто повеќето луѓе повеќе знаат за другите отколку за самите себе? Споредувањето ја убива радоста, го краде мирот, ќе ја задуши нашата свесност, нашата присебност. Во второ послание до Коринтијаните апостол Павле говори: имено, ние не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некои кои се препорачуваат самите себе, но не постапуваат разумно, зашто се мерат сами со себе и се споредуваат сами со себе. А ние не сакаме да се фалиме преку мерка, туку само според мерката на правилото што Бог ни ја определил како мерка, за да достигнеме и до вас.
А во послание до Галатјаните 6 глава говори: а секој да го испита своето дело, па тогаш ќе има пофалба само пред себе си, а не пред друг, зашто секој ќе го носи своето бреме. Кога доаѓа збунетоста? Кога се споредуваме со другите, со тоа што тие треба да го прават со нивните животни цели, а не гледаме во реализацијата на нашите цели. Во послание до Римјаните 8 глава е нагласено: но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го љубат Бога, кои се повикани по неговата намера, зашто оние кои ги познаваше однапред, нив ги предопредели да се преобразат според ликот на неговиот син, за тој да биде првороден меѓу многуте браќа. А оние кои ги предопредели, тие ги повика, кои ги повика, тие ги оправда, кој ги оправда, тие ги прослави. Зошто би биле љубоморни на некој друг, кога Небесниот Татко ставил во нас се што ни е потребно за да завршиме нашата трка? Секој од нас е уникатен и единствен. Зошто би сакале да се обликуваме според нечи калап? Навидум калапот може би изгледа сличен, но сепак тој не е наш калап, не е наша форма. Колку пати денес сме се споредиле со некој друг? Во која била област? Колку пати? И, после тоа, како сме се чувствувале? Какви чувства поттикнале тоа споредување? Како се чувствуваме после тоа? Колку време трошиме за размислување за тоа какви сме ние, какви се другите? Тоа не мотивирало или не оставило потиштени, нервозни, разочарани и безволни? Дали знаеме дека сме ремек дело на Небесниот Татко, креаторот на се? Понекогаш сме повеќе разочарани од тоа што го имаат другите, отколку сме радосни, воодушевени од она што креаторот го ставил во нас. Во послание до Ефесјаните 2 глава е нагласено: имено негово дело сме, создадени во Исус Христос за добри дела, кои Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Зошто ни е толку тешко да останеме во нашата патека? Тоа е исто како кога возиме автомобил. Свесно да се вклучиме во другата патека, во другата лента, што е забрането и опасно по живот. Што треба да правиме? Да гледаме пред нас и да го управуваме возилото според нашата лента, а не да ја заземаме туѓата лента. Што прави заземањето на туѓата позиција, туѓата собственост? Зошто погледот ни застранува лево или десно? Какво оправдување си даваме за тоа? Само колку многу прашања се наметнуваат од оваа тема. Споредувањето носи со себе и друга негативна страна. Да се чувствуваме навредени од туѓиот успех, од туѓите благослови, од нечии други постигнувања, таленти и така натаму. Божиот збор во послание до Филипјаните гласи: сепак правам едно, го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, за наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Па, драг слушателу, која е твојата лента? Дали ја трчаш твојата трка или трчаш нечија друга? Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ, во соработка и под покровителство на Исус Христос и Светиот Дух.
Елиезер,